Почитување службите констатира присуство од 23 советника, согласно координацијата што имавме, предлагам продолжување на 12-та седница и остана една точка за која што договоривме расправа понатаму, денеска е денот. Тоа е расправа за донесување детален урбанистички план за градска четврт Z09, со најава дека на наредната, т.е. денешната седница која што свикана, ќе се додаде точка суспензија на делови од ДУП Z09, исто така презентирани се елаборатите на координаторите од страна на градоначалникот и службите. Отварам расправа по точката, дали нека вара збор. Или не, чек, се извинам. Подобро вака, ќе замолам од службите да дадат појаснување за точката, затоа што сепак се враќаме неколку месеци наназад. Од урбанизам кој е писано? Како ја отвараме таа седница? Продолжување на седница. Како не поканите? Како? Не поканите за таа седница, решен врз основа на кој одлука, на кој член продолжување на седница не подлежи на најава од 7 дена, праќање материјали и така натаму. Имате веќе материјалите, најавено беше можност. Вчера. Како? Вчера. Некако седница вчера. Имавме координација, нормално имавме координација. Ќе замолам службите да дадат појаснување за точката. Добар ден, почитувани советници. Како што ви е познато и како што веќе сме го разгледувале ДУП-от за градска четврт Z09, кој што е укинат од страна на Уставниот суд, по законската можност истиот да се врати повторно, односно отклонување на пропустот поради кој што е укинат од Уставен суд, Општина Карпош обезбеди позитивно мислење од животна средина. Истото го стави на сајтот на Општина Карпош. Во време трајање од 30 дена на сајтот на Општина Карпош и на адреса на Општина Карпош не стигна никаква жалба и тужба по однос на одлуката за неспроведување стратегиска оцена, која што всушност беше предмет на укинување на деталниот план. Со законската можност истиот повторно да се врати во истите граници, ние го доставивме до Советот откако ја завршивме процедурата опишана во член 23 од законот. На денешното излагање на планот претходеа повеќе координативни состаноци како со градоначалник, така и со групите од Советот, со цел денес ние веќе како Комисија за урбанизам 6 члена формирана од градоначалникот изготвивме стручен елаборат кој што би го пратиле до Министерството за транспорт и врски за суспензија на одредени делови на деталниот урбанистички план за градска четврт Z09. Анализата може дополнително да ви биде пратена електронски. Мислам дека ја имате добиено координаторите. Анализата е детално направена со анализа на постојната состојба, планираната состојба и согледаните штети по јавниот интерес со реализација на овие парцели, односно блокови од деталниот урбанистички план. Со усвојување на овој план, понатака не задолжувате како комисија овој елаборат да го доставиме до Министерство за транспорт и врски и да ги суспендираме блоковите кои заеднички воочивме дека представуваат штета по јавниот интерес. Ви благодарам, тоа би било. Треба појаснување или збор? Пред да ви дам збор, дали ви треба појаснување страна на службите? Не, окей. Отварам расправа по точката. Повели Татјана, Роберт, Невена. Извинам, Татјана, Невена, Роберт. Добар ден на сите. Драго ми е што се пушна иницијатива за решавање на овој ДУП. Би сакала само еден одговор, баш тоа појаснување. Што би значило од аспект на тоа ако ние денеска го усвоиме ДУП-от, евентуално точката на дневен ред за суспензија,
Време траењето до добивањето на одговор од Министерството, дали може да се поднесе дозвола за градба, бидејќи ДУП-от ќе биде актуелен таков каков што е, и која ќе биде механизмот за заштита да не се реализираат тие делови кои што ќе бидат дадени за суспензија. Бидејќи законско право ќе имаат да го бараат нели инвеститорите тоа што ќе биде изгласано во ДУП-от. Едно такво мало појаснување. Штовни колеги, ние одлуката ќе ја спремиме уште денеска да излезе во службен гласник. Веднаш утре ги носиме во Министерство за транспорт и врски. Според разговорот што го водевме, тие рекоа дека ќе ни одговорат во рок од 7 дена. Било кој да побара извод од урбанистички план, ние сме должни тоа да го сториме во рок од 15 дена. Така да 15 дена нема да издаваме за тој дел изводи од урбанистичкиот план и автоматски во исто време ние ќе добиеме согласноста од Министерството за транспорт и врски и така го решаваме проблемот. Благодарам. Почитувани присутни, сакам да го искажам нашиот став на групата Независни за Карпаш во однос на носењето на овој детален урбанистички план со коригирање само на пропустот. Конкретно ние имавме замерка на самата процедура. Се оди по членот 23 од Законот за урбанистичко планирање и став 3. Меѓутоа став 4 се изигнорира. Тој значи доколку има промени во носење во процедурата за носење на ДУП-от по само со промена на грешката, дека треба да се направи, доколку има значителни промени, треба да се иде на нов ДУП. Со тоа што имаме веќе изготвена елаборат за суспензија на одредени парцели и блокови, тоа значи дека признаваме ние дека имаме доволно промени за да не се носи ДУП-от на овој начин. Другата работа е што сметам исто дека у процедурата за да се донесе суспензија, што ќе имаме на наредна седница, закажана за денес, ДУП-от треба да е валиден. Дали ДУП-от само со усвојување ќе биде валиден без објавување во службен гласник, и тоа не ми е јасно, меѓутоа во однос на одлуката едноставно нема да го поддржиме, затоа зашто сметаме дека постапката не е во ред. Ви благодарам. Почитувана колешке, не очекував дека ќе гласате за носење на деталниот план. Вашата заложба е нихилистичка. Вие се потрудивте да ги оборите урбанистичките планови во општина Карпаш и општина Карпаш да биде без урбанистички планови. За жал, можно е да се случи и во советите да влезат и неодговорни луѓе, меѓутоа затоа одлучува мнозинството кое е одговорно. И ова општина секогаш ја воделе одговорни луѓе. Да кажеш дека признаваме дека планот не чини, со тоа што 2 паркинг плаца, кои што се со вкупна површина од 800 квадрати, да кажеш делот Кеверо, кој што е со вкупна површина од 500 квадрати, и да кажеш, кој беше онамо на улица Дрезденска, објектот кој што е со вкупна површина од 350 квадрати, значи све ова заедно нема 1500 квадрати за што збориме, еве нека има и 2000, за план од 57 хектари, и ти викаш дека признаваме планот не чинел. Урбанистичките планови се жива материја. Тоа значи дека на план од 57 хектара е се окей, ама на 1500 квадрати вие имате некоја забелешка. Вие, а не значи дека сте во право. И не значи дека сме во право што тоа го правиме. Но ние бараме решение да може остатокот од граѓанството нормално да функционира тамо. А ќе кажеме ли нешто за наместото на Веро, дека луѓето се имаат поднесено уредно барање за измена на урбанистичкиот план, кој е пројдено во анкета и кое што Макдоналдс се брише објектот и е избришен, и вие понатаму излегувате, лажете во партиите, лажете во јавноста, Макдоналдс постоеше. Луѓето барат да се тргне. У реду, и имаме во нацрт пројден план,
Штом завршиме со ова, ние веднаш тоа ќе оставиме, анкетата е завршена, бараме согласност од Министерство и веќе тоа е едниот проблем, што вас ви е голем проблем. А што ви е проблем? Проблем ви е, таму си ги паркирате колите. На поединци повторно личниот проблем го гледаат својот. И затоа, кажете си, ние сме и наедши и гласаме против. Не давајте објаснувања, екскјузи кои што апсолутно не држат и кои што само ве прават смешни. На 57 хектара план, ти да кажеш на 1500-2000 квадрата, види, признаваме дека планот не чини. Кога план, ние по закон сме должни на 5 години да го менуваме. Затоа што е жива материја, затоа што луѓето им течат постапки за денационализација, затоа што им се враќа земјиште, затоа што имаме поделба на имоти, имаме поделба на катастарски парцели и така натаму, нови инфраструктурни потреби има, значи тоа е жива материја. И затоа така некој попаметен од мене и од вас мислел дека плановите се менуваат на 5 години. И ние заеднички, јас по овие прашања правам координација како никогаш досега не сум. Има Грче е стар советник кој што е трет или четврт мандат Грче. Господјата Добрила исто е трет мандат. Ние никогаш вака не сме работеле. Значи, со неколку пати консултации, договори и така натаму, и се договоривме, ајде, имаме решение, го консултиравме и професорот Грчев, еве, тамо кај што некои си ставиле во главата дека нешто е проблем, добро, е проблем, ке го тргнеме, ке бараме друго решение, за нешто има и разумно во ред, ке го решиме, како за паркинзите имаме решение, ке го решиме. И затоа пристапивме на вако и се договоривме дека планот за да не ги кочиме граѓаните, веќе 80 барања има за доградби и надградби кај луѓето. Не е коректно према тие луѓе. Која е финтата? Да носиме нов план. И ако носиме нов план, шо ќе им нацрташ ти на бараките? Ајде да те прашам, тамо кај што се куки, шо ќе им нацрташ? Трава ќе им црташ? Што ќе направиш? Ајде, кажи ми, еве, тамо кај што се куки, што ќе? Тамо кај што се веќе постоечки згради, што ќе направиш? Па најмалку креативност можеме да примениме токму во урбанистички план кој што се вика млечен ресторан или урбана заедница Влао Тасевски. Најмалку креативност. Како се вика ова педагошка академија? Све е изградено. Педагошка академија факултетот е изграден. ГИМ е направен, катастар е направен, таа руглото само послугата само до нив. Тоа е остаток, другите објекти, сите тамо постојат. Каде ќе биде вашата креативност за тоа што вие барате нов план? Добро, паркинзите, ќе ставиме платформа, ќе што има паркинг, ете тоа ќе го решиме. Друго, каде ви е креативноста? Што ќе искреирате вие нешто? Школото ќе отргнете, ќе оставите во воздух, не знам како се вика ова ученичкиот дом. Што ќе смените тука? Млечен ресторан ќе го нема? Сите тие згради. Што само кажувате флоскули овде? И тоа се планови кај што нема. Што ќе интервенираш во урбанистичкиот план на Карпош 4, да ве прашам? Ај, кажете ми во Карпош 4 што ќе интервенираш во тој план? А сега доаѓаат граѓани кои што барат да си го откупат земјиштето под зградата, немаме урбанистичка парцела, кога го носевме тој план и организиравте штрајкови, референдуми и така натаму и така, а го правевме за интерес на граѓаните. Зашто ако доградуваат, надградуваат, се тоа да биде легално, да може да издадеме градежна дозвола и така натаму, да не ни прават диво. Од тогаш ни направија уште 5-60 најмалку тараси диво градба. И треба да војуваме таму со народот. Наместо сето тоа да биде регуларно. Значи, ние имаме планови кај што не можеме да имаме било каква креативност, затоа што веќе се е изградено таму. Така се работи за овој урбанистички план. За да удоволиме на вашите барања, за да удоволиме некои размислувања се окей, еве најдовме решение, се консултиравме, ценете нашата желба и желбата и напорите што ги прават службите овде. Значи, консултираме угледен професор, консултираме Министерство на транспорт и врски, меѓу себе се консултираме, ние разговараме што да направиме, за да го решиме проблемот на луѓето. Нити имам роднина кај млечен ресторан, нити имам некој пријател кај млечен ресторан, нити имам јас имот, нити мои деца, нити било што, ама ние сме овде за да им ги решаваме проблемите на луѓето.
На што личи тоа 5 години некој да доаѓа да си бара дозвола, ти му викаш не може. Зошто не може, нема план. Кој треба да го донесе? Ја. Зошто не го носиш? Немојте ме молам. Дајте да не даваме овде изговори кои што апсолутно не држат. Да разговараме за нешто што е стварно издржано. Ама за работи што не се издржани. Уосталом урбанистичките планови не може да бидат сечија желба. Ние сме овде 20 тројца, секој желба ако има унатре. Ние мора да го гледаме општиот интерес. Некни на координација ви кажа, планот тамо ке мене, што е ке видите, апсолутно не ми одговара. Ама не можам ја мене како што ми одговара. На сите куќите 10,5, мојата 7,20. И сега треба да речам, нека не се носи планот, зашто мојата куќа е 7,20. Цела населба да трпи. Не ми се допаѓаат објекти што се ставени близко до мене. Ставени се. Сега ние сме 20 тројца, секој од некоја населба. Ако секој за некој дел кочи и нешто се противи, како ние ќе направиме урбанистички планови? А ние сме викнати овде за општото добро за граѓаните. За сите да биде добро. Не може секој да биде задоволен од одлуката што ќе ја донесеме. Ако даваме стипендии, ги даваме на 8-те и 9-те, така ли е? Незадоволен тој што е 7, зашто на 7 не му даваш? Така или не е така? Ако даваме за прво и второ освоено место, незадоволен ќе остане тој што е трето место. Во секоја одлука има некој што не е задоволен. Ако носиш план, ти не можеш да ги удоволиш сите барања. И на секого желбата да му биде задоволена. Секој сака детско игралиште, ама ако може, ке Грче да биде. Или кај Ацета, ама да не биде до мојата куќа. Зашто? Зашто ќе ми се собираат деца, ќе ми прават галама, зашто ноќеска тинеџери ќе ми доаѓаат, по цел ноќ ќе се љулјаат, треба се расправам со нив. Ама негде мора да има детско игралиште. На сите ни треба трансформатор, ни треба нормално снабдување со електрична енергија, ама ако може кај Славко да биде трансформаторот, да не биде у близина на мојата куќа, имало зрачење. Ни треба улица, ама ако може од тамо да биде улицата, да не биде овде кај нас. Не бива тоа така. Затоа сме ние овде, носиме одлуки за општото добро на граѓаните. И ние не можеме, како да ви кажем, и натаму да ги тераме овие фрустрации што ги тераме. Ако збориме, види, не гласаме од десната страна на Вардар, ајде план од левата страна, гласаме против левата. Сега кај ни е принципот? Не е добро ова што го и не е добро вакви објаснувања што дават. Затоа се координираме, затоа што разговараме, колку пати разговараме за овој план. И внимавајте, лани го ставивме на точка на дневен ред, ни на крај памет дека нема да сакате да гласате, го повлековме. Година дена стои и не доаѓате да речете градоначелник, дај треба да најдеме решение за ова. Јас го буткам како јас да имам таму имот, абе за тоа сме платени да ги решаваме проблемите на луѓето. Како за некои други работи имате, ги слушате луѓето, а за ова што стварно имат животна екзистенција што им зависи? Како за проблеми кои што се однесуваат за негде тамо на 300 метра од нивната куќа, за тие проблеми имате слух да ги слушате и ги примате. И овде ги апострофирате. А за проблеми кои што лично граѓанинот ги има за неговиот имот, за неговата фамилија, за неговото семејство, тие проблеми вие не ги слушате. Тие граѓани вас не ве интересираат. А уствари, позадината е само овде да се прави циркус, пред секоја седница да не можеме нормално да се договориме, да не можеме нормално да почнеме. Секоја седница е вака, циркус, почнувањето, да трае. Нема зошто. Колку пати разговаравме за оваа работа. И луѓето се потрудили, направиле многу квалитетни елаборати. Искрен да бидам, ја не очекував дека толку квалитетно ќе го изработат. Затоа што тоа што го бараме е малку повеќе од тоа што треба. Ама луѓето направиле нешто квалитетно. И јас им честитам на комисијата што го изработила. Дајте ме молам да нормално седници да разговараме. Коректно е да кажеш, нашиот став е против, чао, завршена работа. Не овде да не правите овде, како да не кажам, малоумни. Види, си покажуваме дека планот не ни чинел. Ако не Уставен суд, се го чини што прави. Контрареплика, пардон.
Почитуван градоначалник, значи јас се трудев да бидам максимално кратка во излагањето и да го искажам нашиот став, што неколку пати го искажувавме. Значи ние не се баравме одредени промени во тој ДУП. Ние баравме само постапката дали е во ред. Пред да се иде на состанок и министерот со господинот Бислимовски, јас помнав да се што и да се договори, ако може на писмено да ни се потврди дали е во ред постапката. Значи и од луѓе што ни се јавува истото тоа го кажав, и од службите кога го беше на дневен ред. Значи зошто писмено никој не застане дека е во ред постапката? И јас не ги укинував деталните урбанистички планови затоа зашто мене така ми кефнало, едноставно најдов пропуст во постапките. Како што сега исто наоѓам пропуст во постапката и ви ја укажувам. Јас немам намера понатака јас да укинувам дупови, него сакам јасно овде да кажам дека има пропуст, сметам дека има пропуст, и еве ќе го кажам членот, значи од член 23 ставот 4, уште еднаш ќе го прочитам. Доколку при спроведувањето на постапката од ставот 3 од овој член произлезат и неопходни измени во планското решение, тогаш донесувачот на планот е должен да отпочне постапка за донесување на нов урбанистички план по постапката од членот 21 од овој закон. Значи, како ќе беше тој нов план? Можеше буквално истиот да биде, меѓутоа, овој ДУП е донесен по стариот закон за планско и урбанистичко планирање и тогаш не важеше законот за зеленило. Значи, доволно беше во парцелата да се задолжат со 20% зеленило. Една промена што баравте да бидам креативна. Во однос на другите забелешки што ги имаа колегите, можевте да правите и други промени. Значи, јас не барав тргнете го овој дел па ќе гласаме или тргнете го овој дел. Едноставно сакав потврда дали е во ред постапката. Тоа што писмено таква потврда не добивме, уште повеќе ми го зголемува сомнежот дека постапката не е баш како што треба. Ви благодарам. Почитуван председател на Советот, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани присутни, како координатор на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, јасно и гласно ќе кажам дека ние ќе бидеме против донесувањето на овој детален урбанистички план. Дали се работи за инает или се работи за стратешка програмска определба, која што ние пред граѓаните на општина Карпош сме ја понудиле на изборите на локалните избори. Тоа вие ценете. Точно е дека имаме став ниту една зграда од оваа страна на Вардар, но точно е дека имаме и став за се што е од другата страна на Вардар да се носат интегрални решенија, каде што ќе се обезбедат сите инфраструктурни елементи кои што се потребни во една населба за урбано живење. Училиште, градинка, канализација, водовод, струја, се што треба за таа населба утре да не представува проблем и притисок врз останатите делови од Карпош. Втора работа. На координациите кои што точно беа во извонреден број, побаравме точно определени делови кои што треба да се изземат, односно да се суспендираат, но исто така побаравме и гаранција дека суспензијата ќе биде донесена во најбрз можен рок, која што не ја добивме. Имате збор од министерот за транспорт и врски. Па ве молам, во оваа држава никој не стои на зборот. Втора работа, во однос, тоа ќе видиме допрва, господин градоначалник, многу скоро. Втора работа, елаборатот не ги опфаќа сите делови кои што баравме да бидат под суспензија. Односно, не го опфаќа делот што е познат како социјално и не е опфатен делот на овој детален урбанистички план кој што е на потегот на улица Рузвелтова. Не станува збор за лични желби и лични потреби кои што јас точно живеам на Млечен. Но никогаш не сум го ставил сопствениот интерес пред интересот на заедницата.
носењето на ваков детален урбанистички план, кој што, под еден, значи не ги опфаќа сите делови кои што треба да бидат суспендирани, и под два, многу суштински и законски, по суспензијата, која што вази 6 месеци, ние треба за тие делови да донесеме нов детален урбанистички план за тој дел. Проблемот е во тоа што вие сте сите свесни дека такво нешто нема да се случи, затоа што не може да се случи. Во рок од 6 месеци ние нема да изготвиме нови детални урбанистички планови за тие блокови. Така што, ако го изгласате овој ДУП, им го честитам на граѓаните во формата во која што е. И немојте да не замајувате овде дека нешто силно се трудите да ги решавате проблемите на граѓаните. Имам чувства дека се трудиме да решаваме некои други проблеми. Дозволете ми да се задржам на чувство во моментот кога ќе го имам документот во рака, ќе го видите на пресконференција. Апсолутно да. Ви благодарам многу. Слушај, глумецу, престани да глумиш овде на говорница. Да ни се подкреваш, да ни се подкреваш на прсти и да се дереш овде, малку да го спуштиш, да ја спуштиш реториката. Да ја спуштиш реториката, да не се подкреваш на прсти овде. Не си у театар. Не си у театар. Него си на говорница во совет овде. Да, ти. Паузата не почува да сте попадали. Ова е без преседан, бе, молам, како... Не, како без преседан? Не се креве на прсти и не се дери. Што ти е преседан? Да молам седнете. И не драматизирај. Градоначалник да молам малку речи. А што не е глумец, што е? Не знам дека е зидар, глумец е. Тој ми е колега советник тука. Колега советник по занимање глумец. Ајде молам. Глумец кој што глуми, ја нисам одавде. Неговата советничка група, неговата партија, неговиот министер, неговите раководители на секторот Министерство на транспорт и врски, неговите раководители во град Скопје, неговиот градоначалник на Скопје го одобрил претходниот план. И све што е унатре. И плюс и носот и раката им биле унатре у планот. А сега они глумат, ми нисмо одавде. Не сте го гласали, а кој план го гласавте до сега вие? Оно што ви од левата страна на човекот што му ги запалите камионите? Кој план го гласавте? Злокуќени? Каде што 20 пати со луѓето се среќавате, 10 години ги лажавте ке им ги решите проблемите на оние што имаат куќи во заштитената зона на злокуќени, и сега доаѓате овде, вие сте од новото ВМРО ДПМН, кое што бара ние да им ги решиме проблемите на луѓето со куќите што не им биле легализирани. А 10 години си бевте на власт, за секои избори по 2 пати се срекавате со луѓето и си ги лажете. Каде школа да се направи? Па има школа у Бардовци. Има простор колку сакаш. Има место у Петар Попарсов за децата. Зашто треба школа да се прави таму? За да има школа треба да има деца. За да има деца треба прво, второ, трето, четврто, до не знам колку, минимум 17 деца у клас. Таму нема толку деца. Зашто треба да правиме школа таму? За да ти имаш овде нешто да кажеш, да не правиш будали овде. Наеднаш не ви се свиѓа во урбанизмот. Абе, во аеродром имавте вие градоначалници. Да ви ги бројам. Па само еднаш имаше в СДСМ. Тие наполитанките, кој ви ги правеше? Па во цел Карпуш и за сите мои мандати до денеска, заедно со претходникот мој Стефан Богоев, објекти поголеми од 3 ката нема повеќе 40. Па вие во аеродром имате преку 300 објекти, бре. Преку 300 објекти. Гледате ли тамо што правите? Па сега тамо што правите 14 катници, 12 катници, гледате она кај бивши Раде Кончар што се прави. Сте го видели ли тоа? Кој го прави? Бетонизација не на куп, на енти степен правите. Вие во вашите општини во кои што вие раководите. И све ви беше добро, додека владеевте со општина Карпуш. Сега наеднаш не владеете
И сега ќе ни продавате флоскули овде. Во Ѓорче ќе си изгласате 54 стана, вамо ќе си правите 14 катници во аеродром, ама види сте избришале маркица. Кај избришавте на државно земјиште? А што не избришете на некое приватно земјиште? Кој ги креираше политиките во урбанизмот? Ја ги креирав или вие ги креиравте? Ја одев кај вашите министри да инсистирам да се промени законот, да не може стан да се продаде без гаража. Што не го спроведевте тоа? Кој ги правеше тие глупости ако имаш, си беше убаво во законот, 51% треба да имаш земјиште од урбанистичката парцела за да можеш остатокот да го докупиш. Кој го направи со 30% да можеш да ги докупиш останатите 70%? Ете така ви е направена и Белата палата. Со миц по миц, со прво 30%, па докупи го другото, па кога ќе го докупиш тоа, па ај нов урбанистички план, па пак и тоа докупи го, па уцртај си маркица и дај на друг да ти ја прави и направи си Бела палата без пари. И сега вие ќе ми зборите за урбани мафии, урбани криминали. И овде нас ќе направите будали овде во Карпуш. Ќе го фрустрирате граѓанството, ќе си живljavате без него. Нема да ви го дозволиме тоа. Вие може да глумите овде колку сакате, да глумите наивност, ама тоа не е така. 10 минути пауза по барање на советничката република. Да, лепо не за да кажем. Ова беше ненамерно вртејќи го сабата, се извинувам. Слушам, Татјана да влезе и продолжуваме. Томче со Татјана ќе биде 23-ца. Другари, 23-ца сме, може да продолжиме. Ви известувам дека следни 12-та седница е повторно во прекин заради одредени изразени сомнежи. Како реплика има? Како прекинуваш без дадено право на реплика? Исто како минатиот. Ма не може така да мора да ова твоја својна. Како тоа? Што личи ова? Дај ми реплика. Пауза, па барат на реплика. Дај ми реплика. Ајде реплика. Благодарам. Благодарам. Како овој деспотизам? Благодарам. Извини, само Роберт, секунда процедурално да појаснам на работа. Ја би се воздржал да сум на ваше место од барање зборови понатаму, значи прекинот сепак после Роберт ќе е важно. Затоа што кога ќе продолжиме, немате право на збор за продолжувањето на точката. Разбирате? Ако сега земеш ти добрила збор што се јаваш, кога ќе продолжиме, нема да имаш после збор. Може ќе има проблем на околности, ќе ставиш нешто друго да кажеш и нема да имаш право. Не, сега ќе кажам. Добре. Добре, Роберт. Зашто да нема после право да каже? Не разбираш. Како тоа да нема еднаш збор се зема и толку? Каде пишу? Благодарам, Роберт. Благодарам. Благодарам председателе, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Прво изразувам протест по три основи. Првиот основ е седницата беше закажана во 10 часот, почна во 10:35.
Вториот основ е давате пауза од 10 минути, трае 25 минути. И третиот протест е во однос на говорот на почитуваниот господин градоначалник, каде што вие со полно право требаше да го спречите говорот на омаловажување од страна на господинот градоначалник. Јас никого не омаловажив и сметам дека не заслужувам таков однос. Тоа се моите 3 протеста. Почитувам господин градоначалник. Начинот на изразување на еден човек обработува еден сегмент, се вика диалект, е обработен во една наука која што вие претпоставувам дека не ја знаете. Исто како што и начинот на држење на телото го обработува една друга наука која што исто вие не ја познавате. Но затоа, вие, почитувам господине градоначалник, познавате многу добро како да избегнете од одговорите на поставените прашања, па тргнувате да ни кажувате за министрите на ВМРО од, се надевам, од 2006 до 2015, па ни кажувате за советите на ВМРО ДПМН и советниците во општина Карпош. Почитувам господин градоначалник, па што не ги викнете нив да ви го изгласаат дупот? Што не викате нас на седница? Нашиот став е тој и барам да го почитувате. И така ќе биде коректно. И јас во ниеден момент не сакам да ме навредам со ништо. Потоа спомнувате други општини, аеродром, Ѓорче Петров. Има некој тука од аеродром и од Ѓорче Петров? Може би да има некој од службите, но колку што знам јас, советниците се сите граѓани на општина Карпош. Тие во нивните општини може да прават што сакаат. И тоа е нивно право. Ние во нашата општина ќе предлагаме работи кои што сметаме дека се добри за граѓаните на општина Карпош. Почитувам градоначалник. Дали јас се кревам на прст или не се кревам, тоа е мој начин на изразување. Но секогаш одговарам на зададените прашања. А вие тука не одговоривте. Зошто? Не се опфатени уште најмалку 3 блока во документот кој што сте го подготвиле за суспендирање на тие делови од ДУП-от. Дали ќе донесеме ДУП за 6 месеци? А вие добро знаете многу дека нема да го донесеме за 6 месеци. Јас барам одговор на тие прашања. Дали јас се кревам на прсти или не се кревам на прсти? Тоа е апсолутно нерелевантно. Вие знаете дека не говорите на микрофон. Говорите од страна. Што е од моја гледна точка апсолутно не точно и не добро. Ама јас никога што нема да ви го спомнам. Тоа си е ваш избор, ваше право. Дали јас се кревам на прсти или не се кревам, мој проблем. Така што, почитувам господина градоначалник, ќе ве замолам да излезете и да ми реплицирате со точни одговори. Не да ми кажувате политички флоскули, белата палата, жолтата палата. Вие многу добро знаете за белата палата. Многу добро знаете. Одлично. И уште една работа. Ќе ве замолам, од денеска и во иднина. Никогаш да не барате од мене да застанам зад нешто зад кое што не сум стоел. Нити јас сум го избрал тој министер во владата што односел вакви закони кои што се лоши. Ниту јас сум бирал на избори, но ја не сум ги предал тие луѓе во советот. И на крајот на криштата, ако не ви се допаѓа овој совет, па донесете си го стариот. Вие сте 20 години власт во оваа општина. Во 20 години власт во општина Карпош видовме што се случува. И вие многу добро знаете кога вие ја раскинавте коалицијата со ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова за Македонија. Во моментот кога свативте дека нема да ви помине ниту еден ДУП поддржан од ВМРО ДПМН. Ви благодарам многу. Ајде, молам, почитувајте го. Ама, имаш право да спориш, добри ли? Дали стојам над микрофонот? Оти вас последна инспирација ви е микрофонот, мене не ми е. Дали стојам пола метро лево или десно, секогаш се слуша тоа што го зборам. Јас зборувам разложно и јасно, со едноставен говор, секој да ме разбере. Не глумам, не драматизирам. И зборувам тоа што треба секој да слушне, без флоскули, без популизам,
дали е некоја одлука во моментот курентна и носи аплаузи, или е одлуката во моментот за критики, јас секогаш предлагам и носам одлуки кои што се во интерес на сите граѓани. За разлика од вас, кои што гледате само тоа што може да ви донесе поени. Значи, од манжата само гледате мефцето да го сркнете. Нема само месо. Кај има месо, мора да има и кожа и коска. Само месо нема такво. Такво теле само со месо нема. Втората работа. Коалицијата ви ја раскинав откако вашиот лидер во пијана состојба се фалел дека некого ќе апси. Зашто? Не се плаш, полека, не се сме. Да. Оти он кога ќе пивне малку посилен изгледа. Изгледа и он се подига на прсти кога ќе пивне малку. Значи, ја спомна коалицијата зашто се растурила, да ти објаснам причината, веројатно, еве за да ја знаеш. Значи, кога вие ќе претите на луѓе кои што ништо лошо не ви сториле, си платиле поштено, за разлика од вас кои што сте стекнале непоштено, си извадиле фино, си избројале пари тоа што го имаат. Полека, не се нервирај, полека. Не може вие да тормозите стопанственици. Вие не турмозам јас никого. Не може да им ги палите камионите затоа што не прифаќаат со вас да ги рекетирате. Не е политички говор. На човекот јас не му барав пари, вие му баравте. Значи, од вашата партија си плаќавте емисари да даде пари. И тоа нема 15%. 15%. 6 години сте власт, што ги затворат, не вие. Е сега вака. Не бе за Гранд Престиж. Не се секире ништо за Гранд Престиж. Или за Фијат Цановски. Колку стана има Фијат Цановски, цел Карпаш нема толку. Толку нема цел Карпаш. Како стана? А минатата седница на СДСМ што им спорека? Им ги спомнувавте министрите. Чека сега да слушаш, уште ги слушаш. Нема да слушаш. Како им спореше за министрите? Сега им зборев за нема да се правите вие смо одавде. Вие мајката, дојди на вас. Отера државата кај што ќе отераш и види, ми смо нови лица. Нели? Почитувани 23 советника се присутни. Господин градоначалник, преска ве прекина во збор, се извинувам за тоа, вообичаено не е пракса да се пушта пауза доека нека на говорница, но стварно се изгуби редот во салата. Поведете, продолжите. Почитувани колеги, да продолжиме. Значи, прашањето беше дали за 6 месеца ќе го донесеме. Тоа зависи од вас. И на крај паметно имав дека вие од овој план ќе правите циркус. Тоа зависи од вас. Имам намера да предложам следна точка на првата седница што ќе биде, значи проширување планот и програмата за урбанистичко планирање, за да се прошири за овие измени што ќе ги имаме, за да се вклопат и веднаш да се нарачува и да се отпочне, и потоа зависи од вас. Со која динамика тоа ќе огласате или нема да огласате. Ако вие имате намера да обструирате, како можам ја да гарантирам? Зашто сега да гарантирам овде? Се договоривме минатиот пат што треба да направиме за да се ослободат луѓето да можат нормално да функционираат. Вие сега ретерирате од тоа. Со образложение, се што сте сакале вие, не било во елаборатите. Па веднаш ви кажаа луѓето, на тоа што вашите желби што ги имате, они не можат да најдат разумно објаснување. И од тие причини тој дел не е ставен. Што се однесува до мене, јас ви прифати веднаш и ви реков, добро, нека тргне све. Тоа луѓето ви рекоа, за нешто имаме разумно објаснување, оти ние не можеме да се појавиме со елаборатот пред Министерството за транспорт и врски со желбата.
види ова ние не го сакаме. Значи мораш да дадеш дебело образложение зошто тоа не е така. И вие гледате дека тој елаборат што е направен многу квалитетно. Значи луѓето ви кажа уште веднаш дека тамо нема аргументи зошто тие делови треба стрнат. И тоа е причината зошто ги нема. А што се однесува до мене, тоа вие, нема проблем. Нека се тргне, барем останатиот дел од граѓанството да може нормално да функционира. И вие гледате се како. Вие не правите компромис. Например, и тоа што некој друг го барал, му кажа дека нема можност. Тој дел, луѓето се разбраа. Ама вие не сакате да се разберете, како да ви кажам, си го следите партиското нападствие. Јас сум сигурен, кога ние се би тргнале, вие повторно ќе наоѓате овде изговори да не гласате. Од типот види тамо нема градинка, а градинката ви е нацртана, како што беше заминатиот план за злокуќени. Ама тамо нема школо. Абе нема школо, нема ни деца. Со такви изговори ќе одите. Дали ви одговорив на прашањата? Идеме понатака. Како мислите тоа вие во вашето политичко деснување да си водите држава, да си водите општини, да си водите град и кога ќе ве подберат од сите страни, ќе си дојдете вие новите лица и пупу тие што беа пред нас, тие не важи. Ние сме некои нови. Па види, ние сме советници од Карпуш, ама не сме од аеродром, тоа што ви одговара. Па каде ви е конзистентноста на вашата политика? Што сте вие, банда без команда? Во аеродром имате едни политики, во Ѓорче имате други, односно во аеродром Ѓорче и Газибаба имате исти политики, ама само за Карпуш имате различни. Оти Стевче не би бил по волја. Ама во аеродром и Газибаба и Ѓорче го откочивте процесот, не ви испадна вашата предпоставка дека види за 6 месеца ќе има нови избори, па откако ќе има избори, после ќе ги пуштиме плановите. И немој да викате дека тоа не е така. Тоа лично Мицковски ми го збореше. За 6 месеца ќе има избори, после до избори планови нема, по избори планови ќе фрчат. Ама ви се одуговлечи работата. Не можете да издржите, ама сега кај Карпош може да издржите, ама во останатите не можете кај што сте вие. И затоа, го спомнавте Карпош, и затоа ве прашав, кажете што имате да кажете за Карпош. Тоа што во Карпош останаа само уште 9 улици ненаправени. Тоа што во Карпош сите училишта ги реновиравме, градинки. Тоа што во Карпош правивме проекти за кои што на никој друг не му текнува, а сега гледам веќе почнуваат и другите градоначалници. Тоа што во Карпош цел време бевме со граѓаните и ги решававме нивните проблеми. Тоа што направивме 45 километри канализации, тоа ви е проблемот. Тоа што работевме со СДСМ, исто работевме и со ВМРО. Исто тоа. Правевме канализации, водоводи, реконструиравме училишта, градинки, лифтови, кровови, не знам, за деца, стипендии и така, повторно истото го работиме. Ама сега вие сакате да обструирате. И кога обструирате, не можете да не ви кажеме, види, политиката ваша е во овие општини ваква, експанзионистичка, а во оваа општина вие сте рестриктивни, под изговорот дека сте вие советници од општина, сако сте советници од општина Карпош. Зошто вашиот председател на општински комитет им се нуди на луѓе, ако имале проблем со издавање со градежна дозвола во Карпош, он можел да им помогне, преку кого тоа он ќе им помогне? Зошто се нуди он за такви работи? Што е он овде? Он е вработен ли е? Не е чашка муабет, него дојдоа луѓето да кажат дека вие нема чашка муабет. Јас може да ти кажам нешто што не ти се допаѓа, ама јас слага не кажувам. Зошто? Затоа што така сум воспитан. Јас слага нема да кажам, но ќе ти кажам тоа што не ти се свига. И кажете му дека тоа не е негова работа. Он да помагал при издавање на градежни дозволи во Карпош.
Он ги реши неговите проблеми во партијата, ќе го решава урбанизмот на општина Карпош. И гледаме како го решава. Гледате како го решава. Него сме му легализирале куќата на име на мајка му и уште едно куќиче на име на дедо му, а вас ви дава овде насоки да гласате против легализација на луѓе на куќите. Каде ви е совеста, бе? Како? Не, дај, како дај? Какво ви е тоа двојден однос кон граѓаните кои што ги представувате овде? Како ви е односот кон луѓето кои што сите околу него легализирале овде каприци терате? И на координацијата што си имате, вашиот председател вика да не се легализира, ама него и на мајка му како Фросина, како се вика, или Роза мајка му се вика. А дедо му Дуко се вика. Како бе неговите куќички си ги легализира усред Карпош? А за другите да не се легализираат. Кривична прижава поднесете за тоа што легализирал. Види, не можеме кривична пријава бидејќи законот за сите исто важи. За сите исто важи. Па ако важи за сите, важеш и за тој граѓанин од Шпанско село. Ама вие гледате прво за себе, а потоа за другите терате политики. За разлика од вас, и јас не терам политики. Јас гледам на луѓето да им ги решаваме проблемите. И тоа што го направивте вие и тогаш, и сега ќе ви кажам, тоа е исто како некому јас сите услови да ги исполнил, да донел проект, чист имотен лист, платил комуналии, согласност од надлежни институции и јас не му давам одобрение за градба, го одбивам, иди на второстепена комисија. Второстепена ќе наложи, ја пак не давам, иди си на управен суд. Тоа вие го направивте. И сега исто тоа го правите. Ако мислите вие дека во зависност од тоа кој ви е градоначелник, дали ви е од СДСМ, дали ви се свига или не ви се свига така ќе водите политики, јас се обидов максимално да бидам коректен. Максимално да ги согласуваме работите. Како што гледате сите овде, што работиме? Решаваме проблеми на граѓаните. Да се потрудиме, да не им ги усложниме проблемите, каде можеме да ги разрешиме и така натаму. Разбирам и партиски ставови, но не разбирам да не правите будели. Едно е да кажеш, ние, како партија, ова не го гласаме, готово. Ама да ми давате смешни објаснувања, на смешните објаснувања ние мора да ви изнесеме на чистец дека фолирате. Дека подлажнувате, дека сте дволични, дека имате различни политики, дека во зависност како ви одговара, така и правите. Сега ви е курентно да викате, тие биле бивши советници, што не интересира за нив? Тоа било бивше раководство, тоа не интересира за нив. Ама кога ви одговараше, се клањавте пред тие советници и пред тоа раководство. И ако мислите така да ја водиме работата овде во општина Карпош, има некој што памти поодамна и ќе ве потсеќа на тие работи. Реплика? Само се слушам. Знам дека сте повикани, во ред, разбирам. Ќе ви дадам збор да окончам, за да може да продолжиме со 29 седмици. Може така? Поверете кои сака да земе збор. Збор бараш ти? Марин, збор бараш? Почитувам председателе, почитувам градоначелник. Ви благодарам за делумниот одговор што ми го дадовте. Но, вие сами спомнавте дека на координацијата имало повеќе барања. Штом не може да се исполнат барањата кои што биле од координацијата, и не знам зашто можеме повеќе да разговараме. Јас многу гласно и јасно ви кажав. Советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија нема да го гласа овој ДУП. И не знам што појасно од ова треба да ви кажам. Втора работа. Кажувате моабети рекла казала на говорницава, ако ви кажам што се ми говореле за вас, срам ми е да го повторам и немам намера тоа да го сторам. Не, тоа се апсолутно некоректни моабети. Некоректни моабети се тоа. Некоректни моабети. Мене тоа не ме интересира, рекла казала. Па сега председателот на партијата кога бил ваков, кога бил онаков, па не знам кој советник кога бил ваков, па не знам кој министер. Почитувам градоначелник. Говорите за конзистентност во ставовите. И доаѓате ни нудите ДУП за влаe 1 и викате па тие луѓе од хер, дозволете, ќе ве молам да не ме прекинуваат. До сега викате позади вашиот колега, сега ја ме прекинува. Ма јас не сум викал.
Значи, говорите за дуп за Влаеден, тие луѓе од Керпич таму направиле, па то треба да се помогне, па то треба... Супер. И доаѓате кај не знам кој дуп, каде што има инвеститори кои што треба да градат згради и ни викате, па ние мора да го заштитиме нивниот интерес. Тие луѓе вложиле пари. И сега што ќе правиме? Кого ќе штитиме, Париве или Керпиџов? И едното и другото. Тоа е многу конзистентност во ставови. Ќе ве замолам. Ви повторувам уште еднаш. Изборната програма на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија многу јасно и гласно кажа што ќе поддржи во оваа општина во периодот од 4 години. И не знам што е тука нејасно. Благодарам. Знам дека ќе се да расправате прво, па после ќе имаме насална седница. Да, нека заврши се карање. Почитуван колега, вие сте слушнале за комитет за експанзија, за градежна експанзија? Тоа владата која што ја предводеше ВМРО ДПМН го измисли. Комитет за експанзија градежна. Да се гради што е можно повеќе. Ваши тие беа заложби, тоа беа ваши политики. Комитети за експанзија. Сега имате комитет за кочење. Тој комитет сега треба да си го направите. Секаде каде што не ви одговара, ако можете да обструирате. Но јас сум длабоко убеден дека обструкциите нема да ви издржат до крај. Вие може да подзакочите, да подзабавите, ама до крај нема да ви издржат. Значи, на тие комитети за експанзија се вика и градоначалници, се вика и наседници на влада, до каде е урбанистичкиот план, зошто не е донесен, каде е закочен, кој прави проблеми и така натаму и така натаму. Ако мене ме прашаш, јас и тој комитет за експанзија го поддржувам и мислам дека беше добра работа и мислам дека се правеа добри работи, за разлика од вас кои што сега се оградувате од се, без разлика дали имало грешки или нешто било добро направено, јас сум во целата работа реален. А вие се однесувате нереално, водејќи се од дневната политика и каде како може да ви успее, односно да најдете оправдување за заложбите на вашиот председател. Што се однесува до Влаеден, што е таму различно од тоа што бил план 2000 година, па бил следен план, па бил овој сега план. На вашиот председател му смета да има и градинка, му смета и да има црква, му смета и да има ресторан, му смета и да има тинекс, му смета и да има зграда, му смета и да се прави улица, па на некому кога се ова ќе му смета, и работи што се од општествен стандард му сметаат, и инфраструктура, веројатно треба да се упати на систематски преглед. Не може некому да му се прават сите кејфови. Вие може да се бидете негови заложници, но ја не сум должен да бидам негов заложник и на неговите фрустрации. И тоа нема да биде така, ви го гарантирам. Немате право никога да прекинувате. Ке ве отстранено од седница, немате право да прекинувате. Ви се казано кога дојдовте. Почитуван градоначалник, почитуван председател, почитуван секретар, почитувани гости. Градоначалник, премногу се замарате со ВМРО ДПМН. Толку болка ли имате, шо ви е проблемот, не знам. Христијан Мицковски, Тони Јаревски, престанете градоначалник. ВМРО ДПМН има 6 представници во Советот. Имате од 8 советници од СДСМ, имате од Левица четворица, имате од Гром двајца. Слободно помирите ги сите дупови. Што сте се зафатили? Извини, Маријан, а тебе кога те прекинуват најмалку симпатија имам, ама окей, Не сакам. Да, но Бранко, не сакам симпатија од тебе, тама работа да имаш симпатија од мене. Не е коректно вака. Не треба да имаме симпатија ние. Така. Градоначалник, дај обратете се еднаш како НСДС. Убедете ги нив. Прашете ги за дуп. Кажете ги нека гласат за дуповите. Имате 8, со двајцата ваши 10,
со левица 14, слободно, ете таму уште еден советник независен што се кажува, слободно изгласајте ги дуповите. ВМРО не ви пречи за тоа. Како можат 6 советници од 23 да ви пречат за да ги донесете дуповите? Не може да ви пречат. Се фатиле ВМРО. Супер е, и убаво да сте од ВМРО. Тоа е убава работа. Се фативте за белата куќа на ВМРО. Никој не ве праша вас за Гран Престиж зградата колку станови, никој не праша за игралиштето Солидарност P+4+PK што беше, што го направивте P+7+PK. Ве прашавме со тие пајташите ваши што го направивте толкава зграда дека на ломине игралиштето. Срамота е. Лом го направивте Карпош, Гран Престиж, лом направивте. Луѓето не може да си поминат дома да си отидат со колите. Влае, сакате сега да правите улица таму некоја шекспирска или како и да се вика, правите со некои урбанистички проекти. Претеравте веќе. Претеравте. Сакате да го уништите секој дел од Карпош. Сакате голема зграда, сега да го изгласаме дупот за Млечен и да даете дозвола одма таа шесткатницата да се гради тука до катастар. Све на финти, све на превари. Се фативте за председателот на ВМРО ДПМН бил за систематски. Не е коректно така. Вие сте образован човек. Не е убаво така да зборувате. Не сте на вашите некои емисии, тука сте пред директорките од школата, ве слушаат сите советници, ве слушаат граѓани тука. Срамота така да кажувате за лидер на политичка партија, за било која партија. Срамота. Ви благодарам. Кажа за Гран Престиж. И кажа за таа Келумина. Кажи трета. Уште две. Добро, даје. Даје, па настел кај Лумина ти е. Две згради се тука кај Коменски, пред 4 касницата зградата руската, што ми го уништите животот на луѓето. Понатака. За колку згради ќе збориме во аеродром? Градоначалник, не живееме во аеродром. Не, добро, полек. Живеете. За колку згради ќе збориме во аеродром? Ајде за центар. За колку згради ќе збориме? Зашто ќе збориме во автокоманда? И пазите сега. Прво закочи ги во автокоманда за сајмиштето да не се гради. Повикајме мојот советник да издржи притисок да не прифаќа да се гради делот на ова, како се вика, на сајмиштето, за да после тоа, кога ќе лапнете Бајадера Крашова, види, сега ќе гласаме планот да пројде, затоа што имаме одреден интерес. Тоа се вашите конзистентни политики. Ова вие што го набројавте, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така натаму. Вие кажувате ништо во Карпош да не се изградило. И ние викаме, добро, имаме на некои делови грешки, да. Ако имало грешки, вие учествувате во тие грешки. Овде, кој председаваше со Советот? Кој ги одобруваше тие планови и во градот и во Министерството за транспорт и врски? Кој на луѓето им ставаше 30% паркирање внатре, 70% надвор? Ја или вие? Преку вашите пајташи? Кој ги правеше тие работи? Кој си качуваше на крај по едно спратче плюс? Јас или вие? Јас со трикови никогаш не се служам. Она што го мислам, јавно го кажувам, без разлика тоа какви последици ќе ги има. Нема кај мене лажење. Не се секирајте. Вие се обидувате цело време да фолирате. Зашто го спомнувам Јарески? Зашто он на луѓето им ветува дека он ќе им решил проблеми ако имаат со градежна дозвола. Он инженер ли е? Ја не можам да ветам некому дека можем да му решам проблем ако има со градежна дозвола. Ако има проблем, има. Ако нема, нема. Ако има проблем, службите си знаат дали има проблем и дали може да му дадат одобрение. Ако нема, ќе добие одобрение. Како он ќе им ги реши проблемите ако не имале проблеми? Со наредба?
Што се однесува до тој другиот, јас секогаш зборувам во трезна состојба. Тој треба да се внимава кога е пијан што зборува. Тогаш зборува многу повеќе тоа што треба и тоа го пренесува. Тука му е проблемот. Може би трезен пред вас се гледа, ама на некои места оди и пијан. И тоа е проблемот. Благодарам председателе, почитувам градоначалник, почитувам председател, секретар, советници и останати присутни граѓани. За тие кои што не знаат, пошто имаме тука граѓани, навистина ми е драго и го знам, добив мейлот, мислам дека одговорив кратко на тој мейл што го добив и ќе си стојам за тоа да детално се информира. Жалам што ми помина адреналинот, а може би е добро за човек да биде смирен кога дискутира. За тие што не ме знаат, тие што ме знаат, нека им биде репетиција малку. Јас сум советник од 2013 година. Значи, ова што го кажа градоначалникот, да тогаш имаше 9 советници од ВМРО ДПМН, 5 советници од ГРОМ и 9 советници од СДСМ, со нивните коалиции нормално. Понатаму бевме мнозинство. Понатаму бев советник во времето на градоначалникот на Стефан Богоев, каде што бевме ние, од нашата политичка партија, само двајца советници. Меѓутоа, во оваа просторија имаме советник Грче од мандатот 2013 година, имаме советничка која што е сега директорка од 2013 и од 2017, имаме советник кој е председател од 2017 и многу добро памтат и нека ме побијат како се гласало тогаш. Јас лично, како советник, сум горда на тоа што секогаш сум гласала спрема сопственото убедување и во интерес на граѓаните. Нити ме повикал градоначалник, и тоа го повторам овде и повторно ќе го повторам, и 100 пати ќе го повторам за тие што не го слушнале да го слушнат, еве во конкретниот случај граѓаните овде. Ниеднаш не ме повикал, ниеднаш не ми се јавил на телефон кога бил градоначалник господинот Богоев за да гласам нешто контра. Еднаш и Бранко овдека го потврди тоа. Значи, секоја сум гласала со сопствено убедување во интерес на граѓаните. Јас сум единствен советник што до сега не сум земала ни една дневница од општината. Не сум била од 2013 10 години. Не сум била на ниедно службено патување. Не сум земала ни една субвенција дури ни за велосипед. Значи, не сум вработила никога. Не сум запослила дете, не сум запишала дете што не е во реонот нити од градинка, нити во училиште. И со тоа се гордеам. Ако има некој во салава, или тие што ќе слушаат после нека напишат коментар и што ќе ги гледаат овие снимки, нека ме побија. Меѓутоа, мислам дека таков во Карпош или повеќе на страна нема да најдете граѓани. И со тоа се гордеам. Поради тоа и за овој дупна, за млечен, ќе бидам крајно објективна. Значи, јас воопшто не размислувам партиски луѓе. Немам потреба. Јас имам 65 години. Реализирана сум во својата професија, во својот живот и овдека сум по барање на граѓаните. Ме замолиле, тука сум на овде за да помогнам. По игра на случај живеам таму. Значи, токму за дупот за кој што разговараме, меѓутоа таму имаме уште тројца советници и стално овдека ги прозивам, меѓу кои тука е и господинот Белјановски, тука е Славко и тука е Гордана. Јас верувам дека и вас ве запираат на улица. Мене ме паќаат во фризерница. Добро бе, Добрила, кога ќе биде тоа? И ја ми викам, вајда сега имавме координација, се презентираше, се менува и така натаму. Луѓе, срам ми е од граѓаните. Вас може би не ви е срам. Меѓутоа, луѓето имаат своји проблеми што треба да ги решат. Во однос на оваа зградата што ја спомна господинот Пелјановски, што најверојатно малку му го зацкрива погледот на водно, тука имаше, ако она ви се допаѓа што се наоѓа кај треска сега, тука беше уште полош. Тука имаше стаорци, тука имаше перална, имаше напуштена куќа, кој јас кога одев ке Веро ми беше страв да поминам, да не ме касне нешто. Ако вие мислите дека Карпош треба да има такви делови, тогаш во ред нека има. Значи немам ништо против, маса гласа се вика тоа. Меѓутоа размислете малце дали е тоа добро, дали личи
на Македонија пред се, дали личи на Скопје и личи на нашата општина. Меѓутоа, секој по собствено убедување или убедување на некој друг што му кажува страна. Во времето на Богоев, јас сум гласала дупови, сум гласала дупот кај Сестина. Па што ако било во времето на Богоев? Луѓе, таму мост се прави. Онаа клучка таму што е. Значи мост се прави. Како да гласам против? Ајде објаснете ми. Значи никој не ми кажал. Значи нити да гласам против, нити да гласам, си имам собствено убедување. Во однос на млечен ресторан, јас ке прашам два советника, без да отворат интернет. Ќе прашам Невена, бидејќи таа тука дискутираше, и ќе го прашам Велјановски да ми наброите повеќе од 7 улици во реонот на млечен ресторан. Ништо не барам повеќе од вас. Вие не го знаете тој дел, луѓе. Освен ова планот што е тука, набројте ми, и сакате 13 улици да ви кажам веднаш. И со другите околни да бидат повеќе. Значи не го познавате делот. Јас затоа на есперанто немав одговор, затоа што сакам да одам таму. Значи она што го гледав, таму пишува дека бил и градоначалникот, видел и така натаму. Ама друго, јас сакам да се го видам со мои очи и тоа ќе го направам. Значи, ќе се најавам и ќе го направам. Значи, друго е вие да гледате цртеж. Кажете ми, нека не гугла верувам таму на Велјановски, нека не ги бара улиците, нека ми наброи 13 улици овдека од млечен ресторан, од урбаната заедница Владо Тасевски, да не спорам, да не барам друго. Јас знам дека вие скоро сте таму доселени. Меѓутоа, уште минатиот мандат 2013 па се смени нели градоначалникот. Таму за ваша радост, прва зграда на која што треба да се направи фасада е вашата зграда, не дека сте вие таму, тогаш не сте ни живееле. Него затоа што тоа беше проектот да се направат сите улици, да се заврши со зградите со фасади енергетски ефикасни, па потоа да се продолжи, значи да се заврши Теодоси Голуганов, па да се продолжи на Партизанска. Како, кажете ми, вие ќе добиете, не вие, како на вашите соседи ќе му објасните, дека нема да имате фасада. Значи, меѓу другото, има и фирми кои што даваат повластици, ќе ви дадат дури да си смените прозорците и така натаму. Да, добро, да вие сте сменети, меѓутоа јас знам таму многу луѓе. По игрен случај се гласачи на СДСМ, ги знам, 35 години сум таму. И кај што и вчера разговарав пред вашата врата. Кажете ми 13 улици, кажете ми 5 улици, кажете ми 7 улици од таму кај што живеете, без да ви ги напишат, да ви ги шепнат и да отворите интернет. Тогаш имате право да зборувате за некој дуб и за правата на граѓаните кои што живеат таму. И крајно, ако некој ве испочитува да ве вика на толку координација, луѓе се распаднавме овдека, од кој месец беше, од септември? Со презентации, секоја точка, запирка, ви се, како да ви кажам, ви се усвои. Значи, луѓе, па дали имаме право да си играме со човечки судбини? Дали имаме право да си играме со човечки судбини? Некој изградил, друго, да, го гледавте повторно, ќе речам, ова најновиот македонски филм? Го гледавте? Има овде една зграда, пристоен живот, има едни доле што варат ракија, што имат полско веце. Ако сакате да живееме во таков Карпош, јас немам нити имот друг во Карпош, само што живеам, нити ке градам, нити ке доградувам, немам личен интерес. Меѓутоа, мислам, не знам кога ќе биде, ама оставете ги високите партиски интереси. Од друга страна имам разбирање. Јас само Роберт не го разбирам овдека, бидејќи е реализиран како личност. За помладите имам разбирање. Си ги градат нивните политички кариери, некој сака да биде пратеник, некој сака да биде директор, некој сака да биде министер. Луѓе, ама по тоа нема да ве паметат. Ретки се тие што ги паметат во држава. Меѓу едните и нашиот градоначалник. Тоа е разликата. Второ, да не заборавим, доека некој биле само конференције негде, некој држал говор пред 500 000 народ. Знаете добро за што зборувам. Значи, пак ќе кажам, имам разбирање за вас. Само за Велјановски немам разбирање. За сите други. Еден сака да биде пратен, ја не сакам да видам ништо. Значи, ќе гласам секогаш кога е во интерес на граѓаните, а во есперанто ќе дојам. Благодарам.
Почитуван председателе, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Значи, во овој совет има двајца сигурно и претпоставувам уште еден или двајца кои што се самомислечки битија, сите останати се партиски послушници. То како ќе каже шефот, то така завршува до крај. Почитувана господја Андоновска, седам зад вас. Да не ви кажувам колку пати градоначалникот се врти да ви каже како да гласате. Ке ве замолам, немојте такви работи, тоа е too much ниско. Втора работа, се разбира дека не можеме да... Да, и јас сум од таа што турка. Така е. Почитувам председателе, туку што сакав да кажам 5 имиња на улици кај што го гласаме дупат, но чинам дека нема да ги кажам затоа што е безпредмет на репликата, почитуваната колешка замина. Благодарам на ја. Јас 5 смислив градоначалник. Почитуван градоначалник, почитуван секретар, председател на совет, колеги советници, почитувани присутни, почитувани граѓани. Денеска бевме сведоци од оваа говорница се искажаа многу лаги. Прво, невистини, многу обвинувања, многу имиња и презимиња, крајна политичка некоректност. Ние, како советничка група на ВМРО-ДПМН, не сме против дупови. Го имам кажано повеќе пати, ќе го повторам пак. Замолувам да не се замајува јавноста и граѓаните. ВМРО-ДПМН ниту кочи, ниту е против носење на дупови, пошто измешавте и општини, и чуда, и советници од пред 30 години, вака направивте хаос. Но бевме на координациите, барем на неколку бев и јас присутна, ги кажавме нашите забелешки по однос на предлозите за дуповите, не се исполнети, не можете да очекувате дека ќе поддржиме таков дуп, особено не дуп кој што предвидува 30 нови градежни објекти. Моите информации велат дека на дупот на Млечен има 30 нови стамбени објекти. Или горе-долу околу 36.474 метри квадратни изградена површина. Сега. Вие се среќавате со граѓани на Млечен, живеете таму. Јас живеам во Жданец, ама се среќавам со граѓани исто од Млечен. Мојот круг на движење не е само мојата населба. Јас не знам со кои граѓани вие се среќавате, но јас сум имала многу и партиски средби, но и како граѓанин на оваа општина со граѓаните од Млечен, каде што сум била не нападната, да не е преак збор, каде што било побарано во никој случај да не се дозволи едно собиче да се изгради веќе на Млечен. Бидејќи таму се паркираат веќе еден врз друг. Немаат каде да се паркираат луѓето. И сега, година дена се дискутира за овој дуп, година дена ние ги кажуваме нашите забелешки и пак сме обвинувани. Пак ќе повторам, крајно политички некоректно да се навредува лидер на најголемата политичка партија и нека биде најмалата. Е политичка некоректност. Е срамота. Уште еднаш ќе повторам сите забелешки што ви ги кажав до сега, плюс дека до сега да сакавте
ќе го донесевте, година дена помина, ќе донесевме нов дуп за Млечен. Ако работиме во интерес на граѓаните. Или работиме само во нечии други интереси за градежнициве, а граѓаниве, па ајде тогаш да ги викнеме граѓаниве да направиме јавна дебата, да видиме дали бараат едно сопче од 30 квадрати или бараат уште 30 нови згради. Значи не е така. Спомнавте, вие гласавте против дупот во Злокуќани. Не требало школа, нека одали у Бардовци. А носиме одлука за реализација. Не можам да разберам. Како им правиме 10 нови згради у Злокуќани, сега децава учат до сега, дел во Димо Хаджидимов, дел во Аврам Писевски, и викат, не им треба, нема деца, не им треба, а реализација носиме. Пак сте контрадикторни, не можам да разберам. Не знам зошто толкова нервоза ви предизвикуваме ние од советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата. Колегите мои ви наброја дека имате доволен број мнозинство, вие пак со театри овде. Со ефтино политиканство. Ви укажавме од истава говорница, ви укажав во октомври дека правите против законски работите, во спротивност на деловникот. Ви укажав тогаш како треба да одат работите, која ќе си оставиме точкава отворена, која ќе си обезбедите мнозинство да си ја продолжите. Си обезбедивте, зошто председателя вакви драми правите, не ми е јасно. Ниту почитувате деловник, се расправате со нас, закажувате, ја продолжувате седницава, па не политички фолиранти. Левица политички фолиранти. Срамота, си ја брукате институцијата председател на совет. Срамота. Таква непринципиелност како од вашава политичка партија, јас не паметам на македонскава политичка сцена до сега. Вашите барања, ви кажав и вчера, се прва точка во тој елаборат што ни го даде градоначалникот. Вашите барања односно забелешки по однос на дупот во Млечен. Вие имавте забелешки за делот кај гаражите и вашите барања се вметнати. И ќе биде некоректно ако не му останете на зборот на градоначалникот. Према него ќе биде некоректно. Како сте му ветиле, не знам зошто се предомислувате. Со ваков обид, денес, почитувани граѓани, да знаете дека ќе ви се донесат и дупот во Влаедва, и дупот во Алумина, и пак ќе бидеме ние обвинети дека сме против носење на дупови. Да, против ваков начин на носење на дупови и вака вцртани. Да, ќе бидеме против. Се додека не почнете хумано да го урбанизирате просторот, ќе бидеме против. И не ми интересира како минатиот пат, во минатиот совет, пред 10 години во советот, фактичката состојба се сменила. И не ми интересира, бидејќи ние не сме иста општина. Не сакам да навредувам никого. Ниту по густина на население, ниту по ништо. Карпош брои 60.000 жители. Карбинци брои помалку. Зошто ги обвинувате градоначалниците на ВМРО? Дека работат? Дека не престанаа со работа? Дека не престанаа со давајќи им услуги на граѓаните и поправајќи првата година штети поправаа луѓето од претходните градоначалници? За се зборувавте само за суштината не. Колега Бислимовски, честито коалиција со Левица, зачината со гром. Ви благодарам. Ќутите зашто чекате да дојдат плановите урбанистички, за да вие нешто работите. Односно, за да вие плюкате,
обидувајќи се да представите дека плановите се на Стефче Јакимовски. Не се плановите на мене. Плановите се живот. Луѓето ги женат децата, ги мажат керките, се зголемуваат фамилиите, продале станови, купиле објекти, купиле плацови. Не знам, брат со брата се кара, го делат имотот и така натаму, за да може да гради, ние тоа треба да го верифицираме. Во спротивно, ќе ни се множат дивоградбите. Тие дивоградби пак искачате овде, ќе барате од нас, мене јас да ги рушам, да им правиме штета на луѓето. Сега, не им носиме планови, ќе зедеме да ги рушиме, за какви ние владетели во оваа општина се сметаме. За владетели кои што работат во интерес на тие луѓе, или работиме спротивно на интересите на тие луѓе. Јас претходно ви кажав, не можеме сите желби да ги испоштуваме. Со драга волја, ама не можеме сите желби. И не смее никој да поаѓа од собственото. И јас живеам тука, види пред мене видикот ќе ми се тргнал, ќе ми се сокриел. Абе луѓе, и тамо каде што живеам, јас не ми се допаѓа нешто во планот, ама планот треба да се донесе. Не можам јас како градоначелник да се прават моите кефови тамо. А во исто време да правам штета на цела населба. Мораме да огледаме општото добро. И благодарение на таков начин на гледање на општото добро, Карпош станал водечка општина во оваа држава. И искрен ќе бидам. И јас сум горд што сум бил во коалиција и со СДСМ и со ВМРО-ДПМН. Ние направивме добри работи за Карпош. И граѓаните затоа дават поддршка. Ги решававме нивните проблеми. Лесно е сега да разговараме со граѓаните кога ти поставуваат прашање, не знам, за безбедноста, за коњите во злокуќени, за кражбите, што не е наша ингеренција. Ама ајде да ве видам 2002, 2003 година, 2004 и така натаму, кога ќе отидеш ова уличка зашто нема асфалт, ова кога ќе има асфалт, сијалици кај нас немаме, кога ќе ставите, канализација нема, водоводот не ни чини, децата во братство во што ни учат, Јана Москоменски од сите страни глувци шетаат и така натаму. Сега е лесно да се збори. Сега зборуваме за надградба. Ама тогаш зборувавме за основни екзистенционални проблеми. Јас сум единствен градоначелник во свет што јавно го давам мојот телефон. 225-055. 070-225-055. Како мене вакви граѓани, како почитуваната колешка, не ми се јавуваат мене? Еве, телефонот јавно го давам. А не секој кој отиде на млечен одма ја препознаваат. И веднаш и приоѓаат и викаат, немој случајно една соба да сте дозволили. А ние во тоа што живееме си е дивоградба. Значи, немој случајно да им дозволите новие нешто легално да изградат, ама ние ќе си изградиме дивоградба и ќе си го легализираме. И тоа ќе си го легализираме меѓу првите, а после другите нека умрат. Така општина не се води. Така не се почитуваат интересите на граѓаните. Затоа сме бирани. Точно. Сме представници на политичките партии, ама мора да мислиме на сите. И тој што доаѓа во општината, и тој што е староседелец, и тој што купува имот, па каква општина ние ќе бидеме ако никој не ќе да купи имот во Карпош? Каква општина? Ќе бидете посрекни да бидеме Демирхисар, Кратово, не знам, Виница, Пехчево 10.000 евра е куќа. Колку е на куќа во Тафталиџи? 300-350.000 евра. Зашто е? Заради инфраструктурата, заради училиштата, заради градинките, заради улиците. И дајте малку да не се фолираме. Дајте малку да зборуваме за вистинските проблеми на граѓаните. Не може да измислуваме. Види, нема градинка, а градинка нацртана во урбанистичкиот план. Само колку да кажеме. Види, нема училиште. Па сега, ако не кеме да го донесеме планот на овој за млечен ресторан, ја ќе искочам, ќе речам, види, ова што е Војдан Чернодримски школото е многу мал му е дворот. Немаат фудбалско игралиште, така ли е?
односно нема кошаркарско, него гласам бидејќи мал му е дворот на училиштето. Ако сакаме да наоѓеме мани, секојаш ќе најдеме мани. Ако ние ви велиме тоа зашто вие имате забелешка, никогаш за овие 20 кусур години некој не побарал да гради. Второ, тамо се луѓе починати со нерешени наследнички права, со нерешени имотно-правни односи. Значи, тамо нема шанса тој дел да се откочи уште X години. Сега, не ми верувате мене, не верувате на служби, не верувате на колеги кои што живеат тамо, а ви го кажуваат истото, дека се тамо кој клин, кој плоча. И ни едно објаснување до вас не допира. Зашто? Зашто се следите партиската наредба. И сега зборуваме за послушност. Господјата ви кажа, значи никогаш, јас сум бил во домашен притвор сум седел. Ја не сум ги викнал ниту еднаш Добрила, не сум ја викнал да кажам Добрила, ова нема да го гласите. Ева Господјата дали. Еднаш не сум пратил порака, дојди, ова ќе оди на седница на совет, немај да го гласаш. А во домашен притвор сум седел. И било ограничено движењето. Никогаш. Дали денеска, пошто растуривме коалиција, дали во некоја општина еден советник огром гласа спротивно на коалициониот договор, спротивно на градоначалникот? Имаме советник во Пробиштип, кој што е одлучувачки и не си е дадена инструкција, немој да кочиш проекти кои што се битни за општината, за градоначалникот, без разлика што човекот е од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е нашата девиза. Немој да правите нешто што не сакам јас да ми прават во општина Карпош. Немој да правите нешто што не сакат граѓаните на општина Карпош да им се прави, вие да им го правите тоа на граѓаните во другите општини. И тоа досега дали е така или не е така? Па не може правите обструкции овде, правите обструкции во градот Скопје, правите обструкции во парламент, правите сегде обструкции. По принципот, ако не можам да дам гол, ќе си ја земам топката, ќе ја растурам играта. Не бива така. Не може само со обструкции. И од тие причини настојувам да седнеме, да поразговараме, да се договориме за оваа работа сосема бенигна, повеќе пати се договараме. Ајде имате забелешки, ајде. И пазте, вие си имавте забелешка само на Макдоналдс. Колегите од Левица коректно на паркинзите на Алжирска, мислам, улица. Така. Каирска. Тоа е коректно. И јас имав забелешка. Јас. На објектот кај катастар. Јас. Вие него ни гледавте. И тоа беше така. Додека не ве повикав и додека не ви кажав зашто ќе разговараме и дека сме разговарале со господинот Грчев, кој што е еден од пишувачите на законот и така натаму, за да сега искочите со проширени и надградени барања, односно, све што е А2 да се стопира. И сега дали е коректно? Значи, у првите разговори, секојаш разговаравме, ви сметаше Макдоналдс. Ама сега, ако може за да не биде, за да имаме изговор зошто тоа нема да гласаме, сега ќе поставиме максималистички барања. Како што Хитлер им викал на неговите во Полска. Кога ќе ви го довода тоа барање, вие ќе идете со нови барања. И све со нови, и никогаш да нема да имаме ние причина зошто треба да интервенираме. Односно, да имаме причина зошто нема да гласаме. Методите се слични. Барај све нешто плюс, за да не добиеш, за да имаш причина зошто да бидеш против. Методот е сличен. Нели е ред да се договараме? Велите кога не консултиравте? Јас, господине Велјановски, јас вас ве побарав на телефон, вие не ми одговоривте на телефон. Така беше ли не беше? Ама и после тоа не ме побаравте. Значи, ве барав за тоа, значи, не ме побаравте.
Значи организираме координативни средби еднаш, два пати, три пати и така натаму и така натаму. И сега ќе направиме секоја седница, вака уште точките на дневен ред нема да ги почнеме, сега ќе направиме циркус и така натаму и така натаму. Не го правам циркусот. Не може вак. Си ги барате камерите за да кажете овде флоскули, зошто вие тоа нема да го гласате, а јас тоа треба да ви го отчутам, да оди на штета и на граѓаните и на општината, на моја штета лична и така натаму, и да не искочам да ви изнесам на чистина. Не може така тоа да биде. Не може тоа така. Едно е партискиот став на ВМРО ДПМН е тоа. Ама да измислувате причини кои што не држат, ние мораме да ви изнесеме на чистина. Јас имам целосен респект кон вас и се потрудив за оваа година и пол да имам респект кон сите советнички групи. Точно јас сум победил на избори, вие сите имате одредена структура овде, граѓаните така се изјасниле, јас тоа го почитувам и се обидувам да се согласиме, да се договориме. Ама очигледно вие терате цело време инат. Не може да кажете дека не е инат кога вашиот председател на совет искаче и вика браво, ја го поздравувам овој план, сега подхитно се барат инвеститори таму и така натаму и вие доаѓате овде гласте против. Сте немале градинка и школа, а имате градинка. И сега да збориме за фолиранство. Цело време крокодилски солзи роните, затоа што една советничка група не сака да ја послуша, па не се они ваши членови. Они си имаат друг лидер. Не може, вие така се однесува. Ај со среќа коалиција, добро. Абе со среќа, не среќа таа партија за овие 30 години ја води 13-15 години државата како вие што сте ја водили. Абе среќа не, абе сега трагедија. Историјата ќе каже кој бил за трагедија. Кој бил трагедија, кој бил комедија, историјата ќе каже. Се уште е рано, кратка дистанца имаме. Во таа трагедија ви влегуваат и соопштенијата што ги давате против бившото раководство ваше. У трагедијата, соопштенијата партиски што ги давате против вашето бивше раководство, у трагедијата и тоа ви влегува. Или тоа не е трагедија? За мене е трагедија да не си ги почитувам моите партиски колеги и да мислам дека државата, партијата и се почнува од мене. Почитувани, прекинувам седницата, пауза од 15 минути, значи 1:30 и почуваме со седница 29.